Ајде Ирлија, новиот ден, драги наши пријатели. Фала му на Бога, станавме здрави, живи сите и да си кинисаме со своите обврски. Некој повеќе, некој помалку, некој пензионерски и најдобро е сега токму во ова време да сте си дома на алат, немојте надвор да излегувате. Драги мои, еден голем и топол поздрав од комплексот Златно буре Кучково, каде што заедно со нашиот тим Вкусот на традицијата и Алфа телевизија сме токму овде на местото подготвени за ви припремиме нешто многу интересно баш за овој дел од годината. Драги мои, сигурно многумина од вас сте слушнале за шкето, чкето и така натаму. Неверојатно интересно колку сите наши региони, исток, запад, север, југ, по Вардарје, сите имаат различен рецепт за чкетото. Некој става морков, некој не става. Некој го прави со јагнешко, некој со пилешко, некој со телешко, некој не става месо и така натаму. Ајде да ја видиме сега ова наша опција, варијанта на чкетото, тоест шкето. Јас ќе го направам шкетото како што го правеше мојот татко. Тоа му беше омилена манџа. И посебно летно време, наместо со јагнешко месо, ја правеше со пилешко месо, пилешки гради или копани или како и да е. Но нешто прекрасно. Главната улога и главниот глумец во ова представа наречена чкето е Макдоносот. Еден човек што јаде, иде една китка Макдонос. 4 луѓе, 4 китки Макдонос. 5 луѓе, 5 китки Макдонос. Значи, се оди еден на еден. Макдоносот е многу силен и моќен диуретик. Се препорачува на сите луѓе со покачен крвен притисок и зашто велам и баш во овој дел од годината каде што е потребно да внесуваме течности, но и да имаме диуретик, сето тоа да се изфрла. Има многу витамини, минерали, но ова е базичниот зачин во македонската традиционална кујна. Знаете колку убаво мириса манџичката? Кога од дворче ќе си наберете Макдонос, па кога ќе си го насечкате во салата која ќе го ставите. Има ли манџа македонска кај што нема Макдонос? Нема такво нешто. Салата исто така. Значи, многу сосови и сето тоа. И нема куќа која што нема Макдонос. Не постои такво нешто. Ајде, ние да го направиме чкетото. Што се ни е потребно? Денеска ќе направам чкето за четворица. 4 китки Макдонос, но исчистен, гледате, од дршките. Ке ни треба 500 грама или едно канче кисело млеко. 400 грама пилешко месо. Еден човек 100 грама месо. Така ќе си рачунате. Една главичка рендан кромит, 1 литар најмалку вода, масло по потреба, 4 до 5 чешниња лук. Чкетото бара лук. 2 патлиџана изрендани, 1 супена лажица брашно за малку запршка да направиме, малку мешан сув зеленчук, црвен пипер, сол и бибер и 1 морков по желба. Сега што правиме? Сега ќе го запржам прво на масло кромидот и морковот. Ставам околу 1 децилитар масло. Сега да зјам малку да го исчистам. Тој е добро измиен. Така. На коцки ќе го насечкам. Така. Ова е младо морковче. Не му треба многу ни за варење, ни за пржење. Да го ставам сега кромидот.
така. Ќе го тргнам од врелиот оган. Ќе намалам температурата. Така. И ќе го додадам морковчето внатре. Значи, струмичани си имаат посебен начин на правење шкето, како што ви кажав. Прилепчани велат дека кога ќе одиш во Прилеп, ако не јадеш ширден, па и чкето исто како да не си бил во Прилеп. Но ќе ги поканиме па Прилепчани да ни кажат како тие го прават чкетото. Да си ги размениме рецептите. Јас во оваа емисија ја користам можноста да ги поздравам членките на Сдруженијето Мајка Традиција од Прилеп и нивната председателка, или ние како ја викаме мајка Љубица, која што долго години функционираат, ја чуваат традицијата во Прилеп. Ете така, сега тука ќе додадам малку сол. Така. И во меѓувреме ќе го насечкам и кромидо и лукчето. Да ми е спремно. Така. Овие се големи чешниња, значи можам и 3 да ставам, доволно ќе биде. Да не претераме. Така. Да промешам. Се става рендан за да може побрзо да омекне, да дојде така да има стаклест изглед, да биде мек, но како лакиран, ја што викам, затоа што па Макдоносот кога ќе му го ставиме, тој одма се вари, но заедно сега ќе скипне уште и со пилешкото мевце и ќе си биде супер. И евеки, таман сите заедно. Месото, кромидот и морковот. Така. Сега, кога ја правите оваа манџа, што е важно да знаете, дека мора да биде добро испржено пилешкото месо. Затоа што потоа нема да има можност многу, затоа што Макдоносот го ставаме на самиот крај. Да скипне Макдоносот и тоа е тоа. Нека си се пржи. Ќе му додадам и мешан сув зеленчук. 1 кафена лажичка. Ете така. И малку биберче. Има и рецепти што и не содржат исто така патлиџа, но тоа се обично зимските варијанти на чкето, каде што чкетото се прави со јагнешко месо. Тога што е потешко, помасно и се зема водата од каде што се вари јагнешкото месо. Ова е повеќе летна варијанта на шкетото. И таман, еве, ќе ви дадам предлог, ќе ве потсетам денеска баш да си направите чкето. Можете, значи, и без месо да го направите. Така. Ајде, уште едно ќе ставам. Ете така. Еве го и лукчето. Сега ќе причекаме добро да се испржи мекцето.
Еве, драги мои, дали гледате дека кромидот како да го нема? Еве, видете, значи го нема кромидот. Сега ќе го додадам патлиџанот. Не, прво ќе го ставам всушност малку лукчето, оти така ќе добие подобар вкус. Така. Сега неколку секунди само тој да се препржи, го додавам патлиџанот. Како замириса. Осеќаш како мириса? И камерманите викаат дека топ мирисало, топ. Еве, сега ќе ги ставам ренданите патлиџани. Оние одберете што ви се помеки, например вчера, завчера што сте ги купиле. Еве, гледате, кога веќе ќе остане само на масло. Сега е времето за патлиџанот. Ќе го оставам 5 минути да си се крчка со патлиџанот. Исто така ќе намалам. Така. Нека си се прокрчка, малку и водата од патлиџанот да излезе, така да ќе добие уште поцрвенка боја. Еве го, таман си е сега. Сега ќе ставам вода. Еден литар. За оваа доза 1 литар вода е сосем доволно. Да проврие водата и ќе ја направам запршката, ќе ја додадам. И ќе пробам сега за сол, да видам дали е доволно. Таман, ништо не треба да му додадам. Значи таман си е. Ако сака некој посолено, ќе си достави сол. Битно е да нема отпојке. Сега ќе чекаме да зоврие и ја правиме запршката. Еве, драги мои, таа веќе си се вари, си крчка. Сега е време да го ставам макдоносот внатре. Затоа што знаеме дека се е испржено, искрчкано, месото е готово. Додека постои малку макдоносот внатре, јас ќе ја направам запршката. Значи, ова е, во превод, чкетото е манџа од Макдонос. Запршката всушност се прави само за да го добиеме традиционалниот вкус. Така, после ќе се докрчка уште 5 минути со запршката. Сега ќе ја направам запршката. Малку масленце. Така. Една лажица брашно. Така. И една лажица црвен пипер. Можам и уште малку да ставам бибер кај брашното. Тоа му дава посебно убав вкус. Сега мешам, се додека не ја промени бојата брашното, да биде испржено. Кога ќе почне да мириса на испржено брашно, знаете вака да се шири убав мирис, тогаш е готово. Еве го.
веќе ме урчиња си фаќа, а киселото млеко го чуваме, значи, за на крајот. Некој сака да си го стави во чинијата со шкетото, некој сака посебно да го јаде, меѓутоа шкетото оди секогаш со кисело млеко. Изборот е ваш. Еве го и брашното е готово. Одлично. Сега го ставам црвениот пипер. Така. И него да го фати врелото масло, ама само малку. Така. Сега да жижне. Промешувам. Манџата ни е готова. Додека ја поставиме трпезата, некое пиперче закиселено, салатка, нешто кисело млекце, таман таа ќе се дотишти и готова. Вие останете со нас, драги наши пријатели, да ја сервираме софрата и ќе си го споделиме нашето мислење за овој вкус на шкетото или чкето со пилешко месо. Уште еднашка да пробам за сол. Заборевив да направам како што правеле порано. Така. Да не оди зијан. И тоа во тавчето. Така, супер. Еве го си, леле, како. Сега е тој мирис на Макдоносот. Волшебно нешто, волшебно. Сега што правам, морам да намалам. Така, на сосем тивко ќе го ставите. Така. Да пробам за сол, пробувам сега. Совршено. Значи совршено. Ни да се додаде нешто, ни да се одземе. Супер. Се гледаме на трпезата со вас. Мераци, погледнете какво е ова шкетово, леле, убавина. Со кисело млекце, кој си е љубител, но неизоставно е лепчето. Каква убава манџичка. Тоа е вкусот на Макдоносот. А колку е освежителна. Дека има и патлиџанче внатре. Патлиџанче, лукче. И знаеме дека месото од живина не е тешко, можеме и сега да го јадеме. Мераци. Значи, оваа манџа шкето или чкето да ја јадете без грижа на совест. Само може да ви биде во корист за вашето здравје. Јас ве поздравувам и верувам и знам дека ќе ја направите оваа манџичка, ќе се уживате во вкусот. Чекајте ни следната епизода Вкусот на традицијата, дотогаш останете ни здрави и живи. И знаете како велат, дека и желбата има рок на траење. Се има рок на траење. Затоа што едноставно така е пишано и не го испуштајте рокот. Ве поздравувам, довидување.